Благодарам, председателе. Почитувани представници на владата, почитувани медиуми, колеги пратеници, колешка Лашковска. Велите нестручност, аматеризам, хаос. Да, тоа е добар опис на состојбите во културата, меѓутоа и во општеството. Но тоа е затекната ситуација. Тоа е наследена состојба, бидејќи се што се случува денес е последица на некоја причина. И барајќи ја таа причина, Министерството за култура, правејќи ја стратегијата 2018-2022 година, 30 на страни треба да употреби во утврдување на состојбите, односно како што би рекол министерот, во деконструкција на она што се случувало, а не во конструкција на она што следи. Бидејќи не може да се направи стратегијата ако не ги констатираме состојбите. Велите национален префикс и се што има национален префикс е погазено од оваа влада. Па национален префикс имаат и објектите на Музеот на Македонија, национален префикс има и Чифте Амам и Даут Пашин Амам. И онаа чудна зграда каде што се сместени археолошкиот музеј, Уставниот суд и Државниот архив, а сепак културното наследство ни е загрозено. А сега следи период на спасување на тоа културно наследство. Одобрените проекти во националната стратегија, еве конкретно во заштитата на културното наследство, најголема сума која е одобрена е за манастирот Треспевец 35 милиони денари и тоа како наследена обврска. Од предвидените во 2015 година 157 милиони денари за објект кој е придружен објект на она што е културно наследство, односно за конаците на манастирот Треспевец. Меѓутоа и без разлика на тоа се почитува самото културно наследство и се почитува она што е приоритет во државата. На крај ќе ви цитирам нешто што е реакција на она, како што кажа господин Дамјан Манчевски, многу дискутираниот закон за медиуми. Вели вака, и тоа били стручната фела, не е моја перцепција. Принципот на избор со двотретинско мнозинство идеален стандард и е показател на развина демократска политичка култура се однесува на изборот на членови во Советот на медиуми. Но инсистирањето на овој стандард во услови на политичка криза, опозиција која не само што не е реформирана, туку во собранието се однесува на гласено антиреформски, без друго ќе значи одложување на реформите. Прашањето е многу едноставно, како што вели денешниот извештај на Freedom House, дека Македонија е светол пример и светла точка и дека чекорите се прават постепено во реформирањето на државата, односно во нормализирањето на состојбата. Ваш е изборот, дали сакате да бидете партнери во процесот на евроинтеграција или соучесници во постојаните обструкции. Мислам дека изборот е прилично лесен. Благодарам.